Православните христијани кои што го носат името Лазар, Цветан, Цветанка, слават и свој имен ден. Денешниот ден го чествуваме во спомен на Свети Лазар, па затоа и денот е познат како Лазарова сабота. Утре православните христијани ќе го чествуваат денот кога Исус Христос влезе во Ерусалим. Овој ден меѓу народот е познат како Цветници. За овие два дена, односно празника кои што секогаш се чествуваат едно по друго, ќе зборуваме со отец Бобан Митевски во Светиот храм Свети Климент Охридски, Скопје. Добро утро. Добро се најдовме. Саботата пред Цветници се нарекува Лазарова сабота затоа што е посветена на еден чуден настан кој што се случил пред доаѓањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, а тоа било воскреснувањето на веќе починатиот Лазар. Имено одејќи кон Ерусалим во селото Витанија, кое што се наоѓало непосредно пред градот Ерусалим, Христос застанал и бил замолен од роднините, од сестрите поточно на Лазар, и му било кажано дека тој веќе починал, иако Христос доаѓал за да го види бидејќи бил болен. Но Христос им рекол тој не е починат, туку спие, и ги замолил да го однесат во кај гробот каде што бил положен Лазар. Една од сестрите на тоа изреагирала дека веќе поминале доста денови од неговото упокојување, но Христос кога отишол пред гробот се вели просолзел и само рекол Лазаре стани, молејќи му се на својот Отец Небесен да го воскресне Лазар. Гробот се отворил и Лазар излегол однадвор. Овој настан е реален настан кој што ни носи многу пораки. Прво го покажува големото човеколюбие кој што го има Господ Исус Христос од една страна, ја покажува и неговата човечка природа, затоа што се кажува просолзи, бил натажен и така натаму, и на крајот на криштата го навестува светлоносниот или големиот настан на воскресението кој што ќе следи подоцна. Воскресението на Лазар како претеча на Христовото воскресение во некоја духовна смисла, односно оној кој што го воскресна Лазар, потоа и самиот ќе воскресне. Потоа, на Цветници веќе, го празнуваме свеченото влегување на Господ Исус Христос во Ерусалим. Самиот празник се нарекува влегување на Спасителот или на Господ Исус Христос во Ерусалим, свечено, затоа што се расчул настанот или она чудо кое што го извршил Христос со воскресувањето на Лазар. Ви кажа, селото Витанија било во непосредна близина на градот Ерусалим и веднаш се рачул и народот го пречекал Христос многу свечено, односно како голем пророк. Дури сите посилале пред магарето ослето кое што го јавал Христос, и така влегувал во Ерусалим. На тој начин искажувајќи онаа старозаветна чест која што им се упатувала и на пророците, и тие на тој начин влегувале свечено во градовите, посилале гранки од палмите кои што ги сечеле, или исто така своите облеки ги посилале за преку нив да помине Христос, и викале Осана на синот Давидов, односно го воспевале со слава оној кој што влегува, затоа што до тогаш такво чудо всушност и не се видело какво што направил Христос. Се нарекува Цветници овој празник затоа што е поврзан со времето кога во годината веќе почнува цветањето на растенијата и така натаму, или започнувањето на пролетта. А инаку и ние во црквата го символизираме сето она што се случувало тогаш, па затоа храмовите ги постиламе со гранки разеленети од дрвата кои што во тој момент ги има, најчесто од врвите, бидејќи тие најчесто разеленуваат веќе во овој период, или каде што има палмови гранки каде што може да се најдат, или со тоа се посила храмот, на тој начин символизирајќи или повторувајќи ја радоста на населението, на жителите на градот Ерусалим кои што го дочекале Спасителот. Она што е важно, особено за Цветници, е затоа дека во тој ден единствено, покрај благовештение, за време на Великденскиот пост може да се јаде риба, односно се конзумира риба во храната, затоа што знаеме Великденскиот пост е построг по начинот на постење и риба е благословено само на Цветници и благовештение. Оваа година благовештение паѓа во страстната седница, односно во последната недела од Великиот пост, и затоа нема да се јаде риба, не е разрешено, туку ќе се јаде само масло. Православните христијани кои што го носат името Лазар, Цветан, Цветанка, ќе слават и свој имен ден.